Ви благодарам. Денеска пред нас е предлог на Закон за финансиска стабилност, кој што е доставен до Собранието со датум на прием од 6.10.2021 година, кога заменик министер за финансии беше Димитар Ковачевски, односно сегашниот премиер на владата. И ова го напоменувам затоа што премиерот и тогаш и сега и така учествува во креањето на економските и на финансиските политики, а односно попрецизно кажано во креирање на финансиската криза која што ја има во државата. И факт е дека кога се истите играчи, истите актери, не можеме да очекуваме поразличен резултат, односно и претходната и сегашната влада е влада која што нема концепт за излез од кризата и преку вакви закони со кои што ги поднесува со единствена цел да ја поправи сликата дека еве нешто прави за да се подобри финансиската стабилност во државава, но сепак морам да кажам дека се работи за закон кој што има ЕУ елементи, за закон кој што е согласно Законот за финансиска стабилност и во насока на хармонизирање на домашното законодавство со регулативите во ЕУ, но сепак закон кој што не представува ништо повеќе освен една шминка која што нема никогаш да профункционира во реалноста. Во предлогот на закон се дефинираат термините на финансиска криза и финансиска стабилност. И според овој закон ние ги исполнуваме сите услови за финансиска криза. Буквално како од учебник се вели финансиска криза представува меѓу другото состојби кои што сериозно ја загрозуваат или можат да ја загрозат стабилноста на финансискиот систем и неговото нормално функционирање. Значи сите елементи на финансиска криза ги исполнуваме ние како држава, односно оваа влада. Токму одовде може слободно да се стави на равенство помеѓу владењето на СДСМ и ДУИ со финансиска криза, па така да од моментот на преземањето на власта, за жал, се полош живот имаме во државата, граѓаните живеат се потешко, се поголема сиромаштија, има и, за жал, се поголем долг на државата кој што ќе го плаќаме ние, нашите деца и децата на нашите деца. И кога се бара решение за кризата, решението се знае, се предвремени парламентарни избори, по кои што ќе има одговорност за сиот криминал, корупција и сиромаштија која што е создадена. Понатаму целта на измените на законот е да се даде овластување на Народната банка на Република Македонија да спроведува политики, грижливи политики, прудентни политики кон финансискиот систем и тоа е во ред, но сепак сметам дека и со овој закон повторно имаме значително мешање на политиката и на политичкиот фактор во водењето на финансиската политика на државата и повторно ќе дојдат до израз овие неодговорни политики на владата кои што заедно со секојдневните скандали како се трошат јавните пари не втурнаа во должничко робство. А за неуспешните економски политики и луксузот во претходните 2 години, оваа влада акумулираше долг од 1,6 милиарди евра, значи нов јавен долг, што заедно со планираното ново задолжување од 600 милиони евра за оваа година е вкупно 2,2 милиарди евра нов долг за само 3 години или 2 милиони евра дневно поскап македонски живот. И на сите ни јасно со политиките на СДСМ кои што се веќе докажани дека немаат решение, нема лесно да излеземе од оваа криза и дека сиот товар од овие неодговорни политики ќе биде на грбот на граѓаните и на грбот на бизнисите и ако се земат во предвид податоците дека само во 2021 година веќе од 7.000 фирми престанаа со работа, односно ги затворија своите бизниси и повеќе од 4.000 фирми во 2022 година исто така престанаа со работа и ги затворија бизнисите. Тоа се сепак бизниси на најчесто на мали и средни предпријатија од кои што функционираат и живеат цели семејства, повеќе не работат затоа што едноставно владата немаше конкретни навремени мерки. За разлика од на една страна сиромаштија и нефункционалност на системот, од друга страна имаме повторно најава за кратење на непродуктивни трошоци, велите 100 милиони евра ќе бидат скратени, што значи дека некаде 200 милиони евра непродуктивни трошоци биле предвидени во буџетот за 2022 година и потоа слушаме дека се купувале
службени возила, се купувале фотели од биволска кожа, се купувале фиктивни софтвери, куверчиња со пари летат сите страни, се вршело распродажба на државно земјиште за ефтини средства и така натаму и така натаму. Тоа е реалноста затоа што за жал тие непродуктивни трошоци никако да ги скратиме, па и во услови на огромна криза. Но сепак и додека владе оваа криза, за сите други нема криза за вработувањето, па гледаме дека фрчат огласи по државните институции, како на пример што беше последниот пример со 27 нови вработувања на неопределено време во државниот архив, и според некои анализи околу 30.000 нови вработувања во јавниот сектор има реализирано СДСМ за период од 4 години, заедно со ДУИ, нели, и целата коалиција, што е навистина една енормна бројка, која што за жал не придонесува за нормализирање на работите со кризата. И оваа влада, како што кажав, и во 2022 година, говориме за финансиска стабилност, имавме најдлабока рецесија тогаш, со пад на бруто домашниот производ од 6,1%, што е најдлабока рецесија по она од осамостојувањето и најлоша во однос на повеќето земји од регионот. Само да подсетам, во 2021 година се опоравивме со 4% раст на бруто домашниот производ, но пак беше најлошо остварување во споредба со земјите во регионот, значи имаме полошо остварување дури од нашите соседи Косово, Албанија, Србија, да не зборуваме за поразвиените земји. Исто така, морам да кажам дека негрижливото водење на финансиите исто така се чувствува и во реализацијата на капиталните проекти, значи гледаме дека нема никакви градежни активности во државата, се чекаат пари од заем, како што е најавата за најновиот заем од Светска банка од 900 милиони евро, од кои што се предпоставува дека ќе бидат наменети за капитални проекти за реализација, но сепак и тука ќе видиме, но најверојатно има вмешано прсти владата, затоа што се шпекулира дека луѓе блиски на ДУИ отвараат фирми преку кои што ќе треба да поминат овие пари, значи зборуваме за милиони и милиони евра, па да видиме што ќе донеси и како ќе помине ова до крајот. Ние будно ќе го следиме сето ова и како се движи државата. Што да кажам понатаму за финансиската стабилност на оваа влада? 5 години владење, 3 министри за финансии се променети. 2 генерални секретари се во притвор, односно нели се обвинети за тешки кривични дела за финансиски малверзации. И сега имаме една ситуација во која што ќе треба ние како пратеници да гласаме закон за финансиска стабилност кој што е генерално во ред, но сепак и во овој закон сметам дека, како што кажав и на почетокот, повторно политиката вмешува прсти, затоа што според мислење на експертите би било добро одборот, односно комитетот кој што ќе се формира во рамки на да биде во рамки на Народната банка, односно политичарите да немаат влијание во одлуките кои што ќе ги носи овој одбор, кој што и така ќе носи советодавни одлуки и нема да има генерално никакво влијание. Понатаму мислам дека се даваат големи ингеренции исто така на министерот за финансии, кој што ќе има увид во движењата на парите, како што и ќе доведе нормално до злоупотреби можни исто така во системот, како што беше случајот со поранешната министерка за финансии Нина Ангеловска, која што нели беше мешана во аферата со Евростандард банката, во која што нели беа подигнати средства од пари, а додека имаме еден голем број граѓани кои што и ден денеска не можат да си ги земат своите влогови и останати транзакции кои што ги имаат во банката. Понатаму сметам дека се вели во законот дека членовите на комитетот еден дел нема да имаат право на глас, значи тоа се само луѓе кои што на начин ќе советуваат, но сепак нема да можат да влијаат на носењето на конечните одлуки на овој комитет. И понатаму во услови на финансиска криза и утврдување на финансиска криза битни ќе бидат само двајца луѓе, тоа се гувернерот на Народната банка и министерот за финансии. И тука сметам дека премногу се даваат големи овластувања на министерот за финансии, каков е тој консензус од двајца луѓе.
само на гувернер на Народна банка и министар за финансии за да се прогласат финансиска криза, односно утврдување на криза. Така да сметам дека законот е генерален ред, но сепак има голем број на Има збор претеникот Тони Јаревски, повелете.